Во писменото соопштение до јавноста, што го достави Општа болница со проширена дејност од Кочани, а во врска со случајот со наводно починатата пациентка, се објаснува редоследот на настаните, кои се утврдени при внатрешната контрола што била направена во меѓувреме. Во соопштението стои дека пациентка со иницијали ЈД на возраст од 58 години, од страна на медицинска екипа на итната медицинска помош на 30 март околу 14 часот и 30 минути била донесена на интерното одделение во Општа болница. При примарниот преглед пациентката била во крајно лоша општа состојба, со порозна, со нарушени витални параметри, немерлива тензија и диспноична. Дополнително е добиен хетероанамнестички податок дека пациентката е со придружни коморбидитети, ревматиден артритис, квадриплегија за кој подолг период примала терапија. Заради тежината на клиничката слика бил повикан анестезиолог и била отпочната реанимација и интензивен третман, пошто е добиен позитивен одговор. Конзилијарно бил повикан и невролог, а по стабилизација на виталните параметри, конзилијарно било одлучено пациентката да биде хоспитализирана на интерното одделение, каде добива соодветен третман. Во однос на објавата пренесена на медиумите од страна на синот кој добил информација од и неговата мајка починала, а истата била жива, по извршениот разговор со тимот дежурни лекари и специјалисти, имаме информација дека никој од семејството не ги контактирал лекарите специјалисти кои работат на интерното одделение за да добие информации за пациентката, затоа што информации за хоспитализиран пациент дава лекар-специјалист. Случајот што беше објавен во јавноста е пријавен во соодветните институции, земени се изјави од сите инволвирани и по добивање на извештајот од институциите ќе излеземе со ново соопштение за јавноста. Доколку се утврдат неправилности од страна на вработени во нашата институција, истите соодветно ќе бидат санкционирани, стои во писменото соопштение од Општа болница Кочани.